Почитувани влюбеници во емисијата Астрорум, знаеме дека живееме еден специфичен момент кога се препорачува социјално дистанцирање, но секако имаме потреба од култура, од убави содржини кои што квалитетно ќе ни го исполнат времето. Затоа серијалот Астрорум на Литература МК продолжува и натаму во едни нови услови, за мене безбедни, во студиото на Moonlight, а моите соговорници ќе ги имаме онлайн во духот на новите технологии. За ова да може да биде остварливо, тука ќе упатам една благодарност до делегацијата на Европската Унија во нашата земја, која што го овозможува функционирањето на специјалните емисии од овој серијал. И веднаш го имам мојот прв соговорник. Тоа е нашата еминентна пијанистка Маја Кастратовиќ, која што веќе долги години живее и работи во Словенија, успешна и како солист, како камерен музичар и како музички педагог. И јас и посакувам добре дојде во Астрорум. Здраво, Маја. Здраво, Бранка. Добре дојдов. Не можам да верувам дека разговараме вака, иако можеби вака експресно ќе мора да се насочиме кон модерните начини на комуницирање и да ја гледаме позитивната страна на овој момент, зашто не знам, ќе требаше да чекаме лето да бидете моја гостинка во книжарницата Литература МК. Вака го правиме интервјуто малку побрзо. И секако на почеток да ве прашам како сте, како се снаоѓате во Словенија во овие моменти и како е да се живее како уметник во специфични услови? Така, благодарам многу. Добри сме, колку што може во овие услови. Сакам да кажам дека јас истото го потврдувам. Многу сум благодарна сега, бидејќи стално ми носи на таа сметка, нели, технологија, телефони, нон-стоп е тоа сега присутно, а сега навистина во една полза, во навистина корист, наша корист. И многу сум среќна што сум гостинка денес. Живењето во Словенија во овие услови сега за сега потекува така во тотална изолација. Среќна што сериозноста на оваа епидемија словенците ја сватија на почеток многу сериозно и навистина важи за сите, не искачајте од дома. Живеам во едно малечко градче, многу бајкодбито. Еве денеска како ја ученик од руската школа, долго години бев во Москва, нели? Денеска имам и снег, значи визуелно во пролета не знам што понатака уште се ќе ни се случи, бидејќи настаните во последно време се такви како што се, но еве, тоа е таа нова ера, мораме да продолжиме да живееме како уметник. Можам да кажам дека ќе ги искористиме сите можности за контакти, настапи, концерти онлайн, работа со ученици и еве сега, значи тоа стапува сега во сила начин на комуникација.
Ке зборуваме подоцна за прекрасниот Словен градец, родното место на Хуго Волф и за другите настани, но ајде да почнеме хронолошки. За оние малкумина што не ја знаат Маја Кастратовиќ, иако таа е транспарентна, не информира преку социјалните медиуми што работи, како тече нејзината кариера, вие во Скопје практично завршивте нижо музичко училиште и кај професорката по пијано Слаđana Јовановиќ, и потоа заминавте веднаш за Москва. Многу млада, таму го завршивте средното училиште и конзерваториумот, и после 5 години само останавте во Скопје, каде што работевте, и си заминавте за Словенија. Ајде вака малку со поинтересни детали како се развиваше вашата кариера и растеж. Така, морам да на почеток многу сакам, благодарност да изразам до сите мои педагози, бидејќи без нив и се разбира поддршката на моите родители, сето ова ќе беше невозможно. А се надевам и од сега, нели тоа што можам да го пружам. На почеток би сакала да кажам дека големо влијание имаше мојата многу сакана професорка Нада Гајич. Без неа сигурно немаше да се запишам во музичко. Понатака професорката Слаđana Јовановиќ, на која сум ми неизмерно благодарна, која што со својата љубов, несебична, давање на учениците, поддршка која имаме и до ден денес сите нејзини ученици, ме упати на студии во средна школа во Москва. Се разбира дека после тоа следуваше и конзерваториум. Јас сум многу благодарна што во средна школа веќе заминав, бидејќи учев во школата Цемша, една од најдобрите школи во свет, за исклучителни таленти, така да 4 години завршив средна школа, понатака следеше во класата на исклучително добриот светски познат педагог Сјевуши Шадовиќ. Зашто сега ќе спомнам после како било хронолошки, понатака оди дека благодарение на него сум сега во Словенија. Понатака по средно музичко школа Цемша се запишав на конзерваториум Петар Илич Чајковски во класата на професорката Људмила Владимировна Рошина. После тоа школување, јас многу ја сакам Македонија, и ако не домка, родам во Македонија и сега да ја представувам Македонија во светот. Сакам да се вратам долго школување, сакам во Македонија, за нормално целото тоа знаење, сакам да допринесам јас нешто за мојата земја. Така да 5 години работев во музичкото школа Илија Николовски Луј. По предлог, која беше 2001 година, беше кај нас една, можеби вака неточно со епидемија, меѓутоа друга епидемија имаше. По предлог на мојот професор, по неговиот предлог, дојдов тука да се обидам. Во тоа време беше само како предлог, дојди да видиш, еве во глобални рамки, во ред, целиот свет е нас, поготово со оваа комуникација сега што можеме да ја оствариме. Еве сега сум во Словенија, во едно малечко градче, Словен градец, но бидејќи одржувам контакти и ништо не е тешко да се живее во мал град, во ова време ништо не е недостапно. Се комуницирам со сите мои колеги од Москва, од Македонија и се разбира продолжува тој живот уметнички. Да дополниме дека вие завршивте магистерски студии кај еминентниот професор Борис Романов, тоа е во Македонија, меѓутоа повторно продолжување на руската школа, но ќе го завршиме овој. Така, се извинувам само што ќе прекинам. Точно сега сакав да го кажам тоа, бидејќи се надобрзав од Сјевуши Шадовиќ Гаджиев, посебно значење има професорот Борис Романов, навистина посебно, затоа што еве сега погледав неодамна и нашето последно интервју пред 18 години, кога свирев со Македонската филхармонија. На него сум му многу благодарна, бидејќи во текот кога почнав да работам во Илија Николовски Луј со милион ученици, ко репетиции, тој беше навистина моја голема поддршка
исклучителен професор. Сите знаеме за неговата класа, за сите негови ученици, меѓутоа он ми даде навистина безрезервна подршка во сето тоа и благодарение на Борис Романов исто продолжив да концертирам. Во тоа време за мене навистина прекрасен подарок и богатство. Паралелно со вашите педагошки активности, би рекле, вие не престанавте да свирите, да концертирате и како солист, и камерно. Ке споменеме само неколку состави, тоа е дуото со Сихана Бадивуку, сега неодамна со новото трио, ако не се лажам, се вика Medias Res, бевте во Нью Йорк. Постојано ве сакаат за соработник, имате настапувано со Македонската филхармонија на речиси сите фестивали во земјата, но и насекаде низ Европа. Може ли наку со тој дел од вашата приказна да ни го кажете? Камерната музика посебно ја сакам, овозможува еден друг витација, размена на информации, така сме постојано во контакт. Така да, моето дуо со Сихана, навистина славевме и јубилеј, 20 години, продолжува и понатака. Неодамна се вратив пред самата сега да почне изолација, се вратив од Канада, свирев со моето трио in Medias Res, да, со Сања Шуплевска и со Орце така, Сања Шуплевска и Орце Ицковски. Така да бевме поти на проект Тавор Јордановски, кој што живее во Торонто. На неговиот концерт и одржавме и имаше и предавање во студиото каде што работи со студенти, имавме и концерт и снимање на негови дела. Така да сите мои пријатели, другари, кои што колеги со кои што сме учеле, исто имаме извонредна соработка. Но во таа комуникација, затоа преферирам камерна музика. Вашата изведба на концертот од Морис Равел со Македонската филхармонија е речиси антологиска, постојано се емитува, па ја гледаме и по социјалните мрежи, но вие не сте само љубител на големите композитори и пијано концертите, најпознатите, туку секогаш и оддавате должно внимание на музиката од домашните композитори. Важите за една од најпосветените. Кога ќе земете македонско дело, соработка со композиторите, ја афирмирате македонската музика на секаде низ светот, не зборуваме само изведби дома, туку и надвор. Тие се речиси редовно на вашите концерти. Да, македонските стасуваат денови на македонска музика, навистина од кога сум во Словенија, пратам се и на тоа беа до моето заминување, секојна имав учество во некои концерти на денови на македонска музика. Продолжив се и тука. И не само во Словенија, изведував исто и дело токата од Властимир Николовски, постојано е на мојот репертоар, многу македонски композитори на мојот репертоар, така да во тој контекст се трудам секогаш на мојот концерт, кога имам дури во состави со камерна музика, па и со музичари кога доаѓаат, неодвисно дали Македонија, преферираме композиции од македонски композитори. И за педагошката дејност, вашите ученици од Словен Градец редовно земаат признанија, награди. Колку ним им значи да имаат професор со такво искуство, со таква наобразба, активен пианист? Дали прават разлика и дали тоа конечно сметате дека прави разлика во постигнувањето успеси на младите генерации? Па јас се надевам дека има, не мислам дека е од пресудно значење, дека они мислам да не посетуваат сите, мислам, доаѓаат на моите, се присутни на моите концерти. Меѓутоа сметам дека има и педагози кои што се посветени многу на педагогиката на музиката и кои не концертираат,
исто извонредни резултати. Така да, мојот начин е, мислам, само што мене ме тера да го дадам тоа што јас мислам дека треба да можам да го понудам од мене. Така да моето концертирање дека зато во таа форма во која што јас се одржувам за да искочиш на концерт, сепак бара многу изолација. Сега, значи не ми паѓа тешко оваа изолација, затоа што ние цел живот живееме во изолација со инструментот. Сигурно дека таа форма многу ми помага во и на нив, секако затоа што во секое време можеш да го доловиш тој момент и тоа што сакаш за конкретно дело. Така да мислам дека има секако удел, меѓутоа се е тоа посебна приказна и некоја љубов и до педагогијата, така да еве, тоа е мојот пат. Вашите успеси се проследени и од медиумите и забележани и од заедницата, така што вие неодамна ја добивте наградата, Бекеријева награда на градот Словен Градец. Кажете ми, тешко ли беше да се наметнете во една нова средина и вашата работа, вашиот труд да биде признаен на овој начин? Посебно сум горда на Бекеријева награда, бидејќи се доделува за допринос во културата, во педагогијата и навистина трогната сум начинот на кој што ги третираат уметниците. Би сакала затоа посебно го акцентирам тоа навистина во држава кај што навистина сум странец. Јас сум тука веќе 19 година. Но мислам дека таа награда јас не очекував. Иако се трудам сите овие години, се разбира дека секогаш е неверојатно, мислам, во таква возраст. Јас очекувам кога си малце постар, се разбира стигаат тие награди за целиот труд. Затоа сум сега навистина во оваа година на Волф, Хуго Волф, кој е роден во Словен Градец, сум посебно горда што ми припадна мене наградата. Навистина тоа и обврзува и понатака голем мотив за мене да продолжам, можеби и уште повеќе тоа што можам да допринесам на ова поле. Рековме дека е годината на Хуго Волф, се прославуваат 160 години од неговото раѓање. За малкумината што не знаат, Хуго Волф се смета за австријски композитор, меѓутоа со словенечко потекло и тој е токму роден во Словен Градец. Познат е по неговите лидови најмногу и гледам дека вие на програмата, да се надеваме дека состојбата ќе се среди до тогаш, дека на 1 октомври ќе имате еден заеднички настап со познат тенор и професор токму од жариштето на коронавирусот. За жал, многумина ќе го дознаат овој град во Кина по тоа, но се надевам дека ќе го паметат и по ваквите концерти. Ке имате заеднички камерен концерт, вие како пијано придружба на тенорот, вие ќе ни кажете за кого станува збор. Така, кога слушнав за почетокот на епидемијата, изгледаше, звучеше како некоја невкусна шега, дека беше жариштето во градот Вухан, каде што навистина потекнува мојот колега тенор кој работи на консерваториумот во Вухан и кој е воодушевен од делата на Хуго Волф. Така да он престојуваше минатата година во Словен Градец и така дојде до оваа соработка на 1 октомври да ние го вклучиме во програмата, така да имаме само дела на Хуго Волф. Меѓутоа сега, кога гледам и во контакт, нели, и читаме новости, дека веќе неколку дена нема нови заболени од оваа епидемија, од коронавирусот, дава некоја надеж дека и ние ќе можеме тоа наскоро да го надминеме и да заврши. Јас искрено се надевам дека тоа така ќе биде. И еве само позитивно понатака, они се справиле, се надевам дека
до октомври секако ќе го реализираме тоа и за сите нас еве една поддршка во овие моменти, навистина да истраеме во таа самодисциплина, бидејќи ова е големо искушение за сите нас, оваа изолација. Неговите и нивните препораки се само останете дома. Значи тоа е навистина многу потребно во овој момент. Можеби малце и ќе потрае, но таа надеж што се случува таму ни дава навистина една позитивна енергија сега да истраеме и за некој можеби подобро утре понатака. Да веруваме дека овој заеднички концерт ваш ќе се реализира. Да ве прашам, како ви беше вие со една руска школа, позната во светот, пианистичка школа и музичка воопшто, дојдовте во една земја која што е длабоко и самата е запад, под западни влијанија, германска школа. Добро се снаоѓате штом ги ценат вашите настапи и еве, ова е вистинско време да зборуваме колку луѓето имаат полза од различни влијанија, различни школи, различни професорски пристапи во надградба на својот стил или наоѓање на својот внатрешен јазик. Тоа е страшно богатство. За мене, моето школување во Москва представува навистина еден голем животен подарок на кој сум и денеска благодарна. Од читање на литература на моите омилени Достоевски, Пушкин, Гоголь, Александар Блок, да не набројувам. Значи, читање на тој јазик, се разбира, ти можеш да го научиш јазикот, меѓутоа 9 години во Москва за пианистичката школа, која што е навистина една од најдобрите, ако не и најдобра, јас сум навистина многу благодарна и сега ги гледам сите тие, значи целиот тој труд и тоа што вложиле моите професори во мене, гледам дека целиот свет може да биде мој. Тоа го осетив најдобро во Словенија. Тоа се разбира дека и во доаѓањето, исто во контакт со Борис Романов, беше мојата среќа да го продолжам тоа, меѓутоа во Словенија навистина најдов на големо разбирање, на голема поддршка, голем почит, без разлика колку они се разбира немаат таков допир, нели, тука е сосема поинаква пианистичката школа, но знаат, почитуваат, ценат. Тоа е навистина многу ми значи. Многу ми значи, така да секако може и би посакала на сите да ни биде да гледаме малце попозитивно, да се радуваме на секој ден, да се радуваме на тие нешта на кои што сме ги заборавиле. Можеби и да се зближиме со некои особи со кои што сме биле многу оддалечени. Ке се вратиме на литературата, бидејќи таа е секогаш тема на разговор со соговорниците, но прво ќе ве прашам, бидејќи упатувате многу важни животни пораки и несомнено покрај успесите во кариерата, важни моменти се семејството. Вие штом успеавте уште млада да отпатувате, верувам дека имавте голема поддршка од вашите родители, да го сонувате сонот што претходно бил само сон, а станал јаве, и од сегашното ваше семејство. Да споменам дека колкава е вашата љубов кон музиката, што вашата ќерка се роди на денот на раѓањето на Волфганг Амадеус Моцарт и го дадевте името Амадеа. Имате вистинска уметничка средина, вашиот сопруг е наш познат актер, Чамински, и да ни кажете нешто како во таа смисла ви течеше животот и колку е важно да се има поддршката и вистинскиот амбиент за напредување. Најважно е да се има поддршка. Јас говорам сега, се разбира, и моите концерти, милион ученици, корепетиции, меѓутоа без таа поддршка на семејството тоа е невозможно. Така да многу сум благодарна
на вистина сум срекна и благодарна што ја имам 100% поддршка од моето семејство и за време на студии, да не беа моите родители и моите педагози, таа поддршка, нели мојата многу сакана професорка Сладжана Јовановиќ, која што ме упати за Москва, да ја немав таа поддршка, веројатно тоа не е возможно да се реализира. Така да за Амадеја, да, мојата љубов, она и 6 години заврши нижа школа во моја класа, тоа не е најдобро и не советувам за родители, ние само си знаеме како изгледаат тие часови, но тоа беше од некои други, за да бидам поприсутна со неа, бидејќи работиме само после пладне со ученици. Така да, Амадеја секако ќе и дадам избор во животот и ќе ја поддржам во се она што она ќе покаже дека сака. Така да не го наметнувавме, не им наметнувам, така исто како и Сашо. Како актер, нели, апсолутно ќе си го најде својот пат. Секако дека сме тука за поддршка и дека сум и од таа страна многу сретна што на некој начин ја имам таа безрезервна поддршка од семејството. Веќе самата ги споменавте руските класици за читање, верувам дека ви е тоа од многу аспекти омилената литература, но што сакате да читате еве во ова време? Дали посегнувате по книги кои што се такви што ќе ви дадат морал, што ќе ве разведрат, или директно се соочувате со состојбите, подкрепувајќи ги со такви книги кои што говорат за проблемот? Како всушност ја бирате литературата и што во моментов ви е актуелно за читање? Јас сум така малце покомплицирана, за мене потешки услови е подобро. Многу сакам во животот, иако можеби не изгледа така, али сакам да се мачам. Јас мислам да сите теми не ги гледам, баш го гледам тоа како предизвик. Читање е така кај мене, значи многу поврзано со стручна литература. Сега поготово со онлайн часовите, тоа е сосема една нова комуникација. Јас сум повеќе за тоа дека мора да биде жив контакт, нели? Но сега е многу поинтересно, тука сме не само точно, екзактно да кажеме дека таа етида или таа соната се свири начин на кој што треба, звукот и така не може да се долови, така да не сум задоволна многу за тоа, но да им дадеме поддршка тие деца, да се во контакт, да јас сега чак слушам со нив и многу поразлична музика. Така да, музика, како и книгите, Ана Каренина филмот, и дека сега повторно ќе овие денови ќе почнам повторно навраќање на мојот Достоевски, кој го обожавам. Така да, на тој начин, од се помалку, но понекогаш ми треба и некоја лесна литература. Така да не е тоа само сега да кажам дека сум јас исклучиво руски класици и само тоа да не ме разберете така. Така да, од се по нешто. Сакам многу работи од еднаш и се обидувам колку што тоа за сега ми дозволува оваа енергија. А сега, иако викаат дека многу време имаме, нели, сега за добра книга не е вистина. Можам да кажам дека јас сега на вистина немам време, затоа што милион ученици, ќерка ми е исто со настава, нели, од Сабајле, исто онлайн, така да, едно време кој што мене можеби ми одговара. Сега Литература МК има акција, секако гледате дека Берлинска филхармонија ги отстапува концертите, нашите институции ги даваат на слободно гледање, книжарниците го наоѓаат патот до своите читатели. Сакам да споменам дека во овој момент Литература МК има еден попуст од 30% за онлайн порачки на книгите. Вие сте љубител на живиот контакт и јас ви ветувам дека кога ќе се видиме, кога ќе заврши овој период на изолација, ќе ви ја подарам книгата Тројцата тенори во издание на Арс Ламина. Знаеме дека Пласидо Доминго пред неколку денови се огласи дека и самиот заболен од коронавирус, да му посакаме да ја надмине оваа состојба и повторно да ни со своите настапи да ни го збогатува секојдневието. Не знам дали сте читале, но
Еве, ова ќе ви биде подарок од Литература МК, веќе при следното видување. Бранка, благодарам многу. Еве еден разлог уште повеќе да посакувам да оваа состојба на вистина да останеме сите здрави. Посакувам на сите и ова еве уште повеќе мотивација сега да навистина што поскоро да се заврши со епидемијата. Ви благодарам многу, многу ме израдува. Фала многу. И сега кон крајот на овој разговор, јас не можам кога ве гледам покрај пијаното да не побарам од вас нешто да ни одсвирите, зашто кога можеме да разговараме да не имаме една музичка точка од вас, но пред да ве замолам да одсвирите нешто за гледачите на Астрорум, да ве прашам во овој период, веќе зрел пијанистички период за вас, во која епоха уживате, во кој композитор уживате? Знаеме дека низ вашите прсти помина и современи композитори, и најстарите мајстори, дека не преферирате, секое дело е предизвик за себе. Но вака лично, што она што народот вели ви лежи најмногу сега? Така, го обожавам Скрябин, Рахманинов, Чајковски, Прокофјев, но најмногу ми лежи Шуман, Роберт Шуман. Така да преферирам на вистина и словенечки доста композитори тука изведувам, но еве во делата на Роберт Шуман мислам дека највеќе се пронаоѓам себе си. Што сега ќе ни одсвирите? Еве вака, јас мислам дека избрав насловот не може да биде подобар за мене, затоа што јас сум човек кој што сакам многу да споделувам се со другите, се и во овој момент. Така да композицијата настана по една импресија и композицијата се вика Импресија, така да почнав со таа композиција во некој друг правец, малце и да компонирам. Тоа е претежно како филмска музика, ќе видиме дали ќе се развие, можеби еве во овие денови исто напишав уште една композиција, така да ќе видиме колку тоа ќе даде резултат, можеби оваа состојба ќе биде за тоа, но еве вака сакам пред да ви одсвирам, да ми посакам на сите нас да останеме здрави, да се видиме што поскоро и со една фраза која што исто на мојата пријателка и актерка со која што многу често сме сега Синоличка Трпкова, бидејќи се емитува Бушавата азбука, и сакам да ви посакам така како што она рече во еден момент, сакам сите да ве гушнам. Навистина има моменти сега кога сме сите како едно и треба од оваа ситуација можеби навистина да искочиме похрабри, помудри и еве ве гушкам сите и на крај еве Импресија е за виолина и виолончело композицијата, но јас сега во овие услови ќе отсвирам само на клавир. Се надевам многу наскоро, кога се ќе се среди, обавезно ќе имаме концерти и во живо во Македонија. Пред да ве препуштам на пијаното, да ви се заблагодарам за овој разговор, да им порачаме на луѓето да се хранат со уметност. Ние со оваа емисија во вакви услови ќе се обидеме да ги одржиме во културна кондиција, уметничка кондиција, нека купуваат книги во Литература МК, нека ги следат овие специјални изданија на Астрорум, благодарение на делегацијата на Европската Унија во нашата земја, и се надевам дека овој период од 2 месеци, какви што се проекциите, ќе ни помине полесно, ќе излеземе подобри луѓе и дека ќе се гушнеме и ќе оствариме и разговор во живо после некој ваш концертен настап во Македонија. Ви благодарам уште еднаш и повелете. Благодарам многу, Бранка, исклучителна чест и задоволство беше
Само бидејќи пропуштив пред да ја отсвирам и за сликарството, да кажам, бидејќи е мојата уметност која што многу ја сакам, немам талент за сликарство, но еве во овој помен, во овие денови, можда дека ми е многу жал, многу ја осеќам отсадството на таа енергија која многу ми недостасува на нашиот заминат сликар, уметник Владимир Георгиевски. Така да еве навистина, пред да ја отсвирам импресија, сакав еден голем исто до сите апел, или да уживајте што повеќе можете во секој вид уметност, бидејќи сега ми се чини дека е многу потребно, многу културата, уметноста е, мислам, дека многу помага во овие моменти. Да беше жив ке ги насликаше вашите прсти како на Ладислав Палфи со 5 рацете со 6 прсти, токму овој сликар што го споменавте, тој особено ја ценеше музиката, беше присутен на сите концерти и мислам дека ова ќе биде вистински чекор во спомен. Така, во спомен, така, на нашиот изузетен сликар, Владимир Георгиевски.